Нема зголемен број на случаи со цревни инфекции, ниту граѓани со посериозни заразни заболувања кои ги пренесуваат муви и глодари, како резултат на преполните контејнери и расфрланиот отпад по улиците во Скопје, информираа од Институтот за јавно здравје. Тие за стабилна засега ја оценуваат епидемиолошката состојба во главниот град, но ситуацијата ќе ја следат на дневно ниво. И доколку забележиме некое зголемување, ќе реагираме со оглед на тоа што постои инкубацијски период за развој на болестите, треба да почекаме и да видиме одреден период дали ќе има некакво зголемување или не. Од тие за денеска излегоа соопшти мерки и препораки за заштита на населението, меѓу кои итно собирање на отпадот од страна на комуналните служби, граѓаните и нивните миленици да избегнуваат контакт со расфрланиот смет и да одржуваат лична хигиена. Ако се во можност да носат маски и ракавици кога фрлаат ѓубре, а потоа задолжително да мијат раце. Препорачуваме и воредна ДДД, тоест дезинфекција, дезинсекција, дератизација, надвор од оние редовни рамки, доколку некоја во можност во периодот од општините, бидејќи тоа не е така едноставно, нели не е предвидено, треба да се најдат дополнителни средства, начин на кој што сето тоа ќе биде законски изведено, да најдат начин сето тоа нели да го направат и дополнително во периодов. Од Институтот апелираат посебно внимателни да бидат вработените во комуналните претпријатија кои го собираат сметот, задолжително да носат соодветна заштитна опрема. Овој проблем е